Здраво на сите читатели и љубители на книгата. Јас сум Јана Спасик, А јас сум Димитар Христовски. ќе ви читаме книги од едицијата Магични приказни во издание на 3. Овие книги се поддржани од проектот Креативна Европа на Европската унија. Слушајте, читајте и создавајте магија. Здраво на сите, јас сум Димитар Христовски и денеска ќе ви читам извадок од една прекрасна приказна за китот кој никогаш не сака да биде осамен. Книгата се вика Градината на китот и е напишана од холандскиот автор Тон Телеген. Важна приказна за пријателството и грижата еден за друг. Оваа книга е дел од едицијата Магичните приказни од издавачката Куќа 3 во соработка со Креативна Европа. Навистина е многу интересна за читање. Китот живееше сред океанот, во огромното пространство. Немаше ниту врата, ниту кревет, но тоа воопшто не му пречеше. Кога некој ќе се наканеше да му оди во посета, тој уште оддалеку можеше да види кој доаѓа. Позатоа тропањето на врата беше излишно. Тој пловеше во водата додека спиеше. Затоа не му беше потребен ниту кревет. Му недостасуваше само градина, дури некоја сосем малечка, со една клупа во неа на која што може удобно да се седне на крајот од денот, кога ќе зајде сонцето. Кога ќе ги затвореше очите, можеше да се ја замисли градината пред себе, среде која се наоѓа една клупа со цвеќиња околу неа, а фонтана веќе си има, помисли тој и длабоко воздивна. Кога навечер не можеше да заспие, ќе легнеше на грб и ќе се загледаше во небото високо над себе. Ќе се замислеше дека таму се наоѓа огромна градина во која месечината приредува забава, а ѕвездите се нејзините гости. Тие беа сместени една до друга или беа малку пооддалечени. Но во текот на ноќта месечината успеваше со сите да поразговара и да ги праша дали им се допаѓа забавата. Ѕвездите блеска и трепереа од среќа. Понекогаш некој од нив толку многу ќе се развеселеше што скокаше од среќа, фрлајќи се од небото и губејќи се далеку зад хоризонтот. Китот ги познаваше сите и се надеваше дека еден ден месечината ќе го покани него таму горе на забава и дека тој ќе можеше да легне меѓу нив и да им ја покаже својата фонтана. Тие навистина ќе беа изненадени, беше сигурен во тоа. И уште повеќе ќе блескаат и ќе танцуваат околу него. А можеби и сите одеднаш ќе скокнат од небото и ќе се изгубат зад хоризонтот. Илјадници ѕвезди. Можеби дури месечината ќе го стори тоа. Одеднаш да го напушта целото небо, само за него. Откако го помисли тоа, тој си ги затвори очите, се заврти настрана и заспа.